Со позитивна нула долгови, од некогаш најзадолжена помеѓу помалите македонски општини, денеска општина Карбенци ги одбележува 23 години самостојност и патронот Спасовден. Благодарение на владата на Република Северна Македонија, благодарение на министерствата, општина Карбенци сега е во моментот финансиски стабилна општина. Целта Карбенци да биде место за поубаво живење. Локалните власти го надополнуваат со реализација на бројни проекти од витален интерес на граѓаните. Имаме вкупно 18 проекти аплицирано за вкупна вредност од 327 милиони денари или некаде близу околу 5 милиона евра. Еден дел од овие проекти се реализирани, поголемиот дел се одобрени и чекаме соодветна апликација и нивно имплементирање. Поддршката од државните власти е неопходна за успешна реализација на планираните проекти за доброто на општината и граѓаните. Општина Карбенци има целосната поддршка и од министерството и од владата и ги охрабруваме да продолжат понатаму во остварување на нивните проекти кои што се секако во интерес на сите граѓани на општина Карбенци. Денот на општината се одбележува со свечена седница на општинскиот совет, на која се елаборира се она што денеска ја прави една од најмалите, но и успешни општини во Македонија, каде заложбата да се сопре одливот на младите е императив за успешност на квалитетна општина. Случајно или не, денешниот Спасовден е заштитник на Карбенци. Освен во Карбенци, каде денешниот ден се смета за заштитник на општината, Спасовден се одбележа во сите православни храмови во регионот. Верниците се собраа да го одбележат денот кога Исус Христос се вознесол на небото. Во тие 40 дена Христос многу пати се јави на своите апостоли, но на денешниот ден седна со нив, им проповедаше, им го објасни писмото, тие увидоа и поверува дека тоа е навистина Синот Божи, ги изведе надвор од градот во Витанија и се вознесе на небо, со тоа благословувајќи ги и уверувајќи ги, ветувајќи дека после 10 дена ќе го прати утешителот, духот на вистината, светиот дух кој од Оца произлегува. Вековната традиција и оваа година донесе стотици верници во малата еднокорабна црква во Штипско Новосело. Верници овде се собираат уште од 14 век, кога е изградена црквата Свети Спас. Убав ден, убав празник. На сите нека е среќен, на цел град, на сите. Водичка во се зима за здравје, на секој да се да се спрска за здравје на луѓето. И затоа се зима денеска убав ден. Сите спас, за спасение на народот. Да се помолиме за среќа, за успех на фамилијата, на нас, на децата. Јас сум од Виница и специјално дедех на црква, сунувах ја црквата. Масовно беше и во Виничко, каде околу манастирот Свети Спас се собраа илјадници верници од целиот регион. Денес ќе биде јагнешко место со ориз и зеленчуци се става во јадењето. За колку верници се готви? 1500 до 2000, околу 2000 кои се очекува, да. Подготвува се ручек, после се дојдат луѓе, тука има музика, оро, веселби. Има многу верници? Има. Зависи кога како е времето. Од секаде, некој пати е и мало и од Скопје дури со автобуси доаѓаат. Од секаде народ, пензионери, кој може дојде, некој курбан си дава, некој така се дојде, посети манастиро. Прослава на Спасовден во Виничко се организира од 1948 година, кога е градена старата црква на темелите на катедрален манастир. Сегашниот објект пак е подигнат во 1998 година со средства од општината и од местното население, а внатрешниот фреско живопис уште не е комплектиран. Од денес и официјално беше отворена кутијата за донации со кои во наредниот период би се помогнала изградбата на конаците.